Најавата од Министерството за земјоделство дека започнала постапката за обезбедување така наречена зелена нафта со пониска цена од пазарната ги подобри очекувањата кај земјоделците дека со тоа за нив ќе се ублажи ударот од зголемувањето на акцизата за горивото. Се очекува да се направи измена во Законот за земјоделство и рурален развој, со кој ќе започне примена на мерката, а за што веќе биле обезбедени пари таа да се реализира во текот на 2018 година. Освен ова, во сила стапува и даночното ослободување за персоналниот данок за остварен доход до 1 милион денари, наместо досегашните 300.000. Земјоделците од регионот велат дека мерките се добре дојдени, за да им останат повеќе пари, па дури и да обезбедат некаква живеачка, особено со обезбедувањето земјоделска пензија за лицата над 70 годишна возраст. Секој земјоделец кој ќе оствари приход до милион динара, значи нема да плаќа ниту денар на државата персонален данок. Тоа е едно од бенефитите кои ќе останат тие пари кај земјоделецот. Исто така земјоделските површини нема да се обработуваат со килограм нафта потрошена од 50 денари, ќе се обработуваат земјоделските површини со далеку пониска цена на нафтата. Исто така и една мала група што ќе се згрижат, што ќе добијат земјоделска пензија постари лица од 70 години, значи и тие ќе имат некоја си нада за живот што досега не е било. Од Министерството за земјоделство неодамна информираат дека новите мерки, посебно во введувањето на зелената нафта, се подготвуваат во консултација со стручни лица и со земјоделските здруженија, а за што е планирано да се организираат и јавни дебати. Според анализите, не е голем бројот на лицата што досега не можеле да остварат пензиско право, а што со новата мерка ќе добиваат земјоделска пензија. Ова значи дека мерката нема да биде сериозно финансиско оптоварување на државниот буџет.